Евангелие според Марко, 15 глава. И веднаш, утредента одржаа состанок првосвештениците со старешините и книжниците и целиот Синедрион. Па го врза Исус, го одведоа и го предадоа на Пилат. А Пилат го праша: Ти ли си царот јудејски? Тој одговори и рече: Ти велиш. И првосвештениците го обвинуваа многу, но тој не одговараше ништо. А Пилат пак го праша велејќи: Ништо ли не одговараш? Гледаш колку те обвинуваат? Но Исус ништо повеќе не одговори, така што Пилат се воодушевуваше. А на секој празник им ослободуваше по еден осуденик, кого што ќе го побараа. Имаше некој по име Варава, волкови заедно со придружниците, што во една буна извршиле убиство. И кога извика народот, почна да го моли Пилат да им го направи она што секогаш го правеше. А тој им одговори и рече: Сакате ли да го пуштам јудејскиот цар? Зашто знаеше дека првосвештениците го беа предале од завист. Но првосвештениците го наговорија народот да бара да им го пушти Варава. Пилат пак им одговори и рече: Што сакате да направам со оној што го нарекувате цар јудејски? Тие одново извикаа велејќи: Распни го! Пилат им рече: Какво зло направил? Но тие уште посилно извикаа: Распни го! Тогаш Пилат, сакајќи да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исуса го камшикуваше и го предаде да го распнат. Војниците пак го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, и повикаа цела чета, па му облекоа багреница и откако сплетоа трнов венец му го кладоа на главата и почнаа да го поздравуваат: Те поздравуваме, царе јудејски! И го удираа по главата со трска и плукаа на него, му се поклонуваа паѓајќи на колена. А кога го исмеа, му ја совлекоа багреницата, му ја облекоа неговата облека и го поведоа да го распнат. И го натераа еден минувач, некој си Симон Киринеец, таткото на Александар и на Руф, кој се враќаше од поле, да му го носи крстот, па го поведоа на местото Голгота, што значи место на черепи. И му дадоа да пие вино со смирна, но тој не зеде. И откако го распна, ги разделија лиштата негови, фрлајки ждрепка за нив кој што да земе. Беше третиот час и го распнаа. Имаше надпис за вината негова: Цар јудејски. А со него распна и два разбойника, едниот од десната, а другиот од левата негова страна. И се исполни писмото кое вели: И меѓу беззаконици го оставја. А минувачите, вртејќи глава, го хулеа и велеа: Ти што го уриваш храмот и за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си, слези од крстот. Исто така и првосвештениците со книжниците му се смеа и велеа: Другите ги спасуваше, а себе не може да се спаси. Христос, царот Израилев, нека слезе сега од крстот, па да видиме и да поверуваме. Го хулеа и распнатите со него. А во 6-тиот час настана темнина по целата земја, до 9-тиот час. А во 9-тиот час Исус извика со силен глас: Елои, Елои, лама савахтани. А тоа значи: Боже мој, зошто ме остави? Некој од оние што стоја таму, штом го чуја тоа, рекоа: Ете, го вика Илија. А еден отрча натопи суѓер во оцет, па како го закачи на трска, му даваше да пие велејќи: Почекајте да видиме ќе дојде ли Илија да го симне. А Исус испушти силен глас и издивна:
и завесата на храмот се расцепи на две, од озгора додолу. А стотникот, што стоеше спроти него, кога виде дека тој, откако извика така издивна, рече: навистина, овој човек бил син Божји. Имаше и жени, што гледа оддалеку, и меѓу нив беше и Марија Магдалена, и Марија, мајката на Јаков, Малиот и на Јосија, и Саломија, кои тогаш, кога тој беше во Галилеја, врвеа по него и му служеа, и многу други што беа дошле со него во Ерусалим. А кога се стемни веќе, бидејќи беше петок, односно ден спроти сабота, дојде Јосиф од Ариметеја, угледен советник кој сам го очекуваше царството Божјо. Се осмели да влезе кај Пилат и го замоли за телото Исусово. Пилат се зачуди дека тој веќе умрел. И откако го повика стотникот, го праша дали одамна умрел. Па штом дознал стотникот, му го даде телото на Јосиф. А Јосиф купи плаштаница, го симна и го обви во плаштаницата и го положи во гроб, што беше издлабен во карпа, и навали камен на гробната врата. А Марија Магдалена и Марија Јосиева гледа каде го полагаат.